На Крчов патња активитет публики организуван nga Коалициони Рурал, ku prezantuar raporti lokal për rajonin planifikues jug perëndimor i fokusuar në mekanizmat institucional për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna seksuale, familjare dhe ajo me bazë gjinore. Ngjarja mblodhi përfaqësues të institucioneve të sektorit civil dhe qytetar, të cilët diskutuan mbi gjetjet kryesore të raportit, sfidat me të cilat përballen institucionet në nivel lokal, si dhe nevojën për forcimin e bashkëpunimit në drejtim të mbrojtjes më efikase të viktimave. Liliana Jonovski nga Koalicioni Rural tha se në këtë projekt është punuar për 1 vit e gjysmë në 9 komunat e rajonit jug perëndimor me qëllim parandalimin e dhunës. Да, денес имаме еден завршен јавен настан во рамките на проектот Активната локална заедница води активна борба против родово базирано, семејно и сексуално насилство. Тоа е проект кој што Рурална коалиција го спроведуваше во изминатите година и половина и успеавме да изработиме 2 извештаи за случаите на родово базирано, семејно и сексуално насилство во сите 9 општини кои што се дел од југозападниот плански регион. Целокупниот проект меѓусебно во меѓувреме исто така имавме и едукативни сесии заедно со советниците на советите на општините Кичево, Охрид, Струга, исто така одржавме тркалезни маси со вклучувајќи ги тука представниците на МВР, вклучувајќи ги центрите за социјални работи, вклучувајќи ги исто така граѓанските организации и другите локални засегнати страни, се со цел да се подигне најпрво јавната свест зошто е важно да се работи на превенција пред се на случаевите на семејно, на родово базирано, на сексуално насилство, меѓутоа исто така и да заеднички на една иста маса продискутираме кои мерки како заедница, како локална заедница, сите заедно од својот аспект може да ги превземеме во периодот кој што ни предстои. Ndërsa koordinatori i projektit Boban Kostadinovski tha se projekti është realizuar në bashkëpunim edhe me institucionet relevante, ndërsa potencoi se në bazë të analizave në vendbanimet urbane, si në Ohër dhe Kërqov, ka arritje të rasteve të paraqitura për dhunë, por në vendbanimet rurale, ai tha se nuk ka shumë raste të paraqitura. Во изминатиот период работевме на прибирање на податоци од неколку институции кои што се поврзани со тематиката родово базирано насилство, семејно насилство и сексуално насилство. Поточно прибиравме информации од Министерството за внатрешни работи, од Центрите за социјални работи, сега и од соодветното министерство. Понатаму прибиравме информации од основните судови, од општините, сите релевантни институции кои што се поврзани со оваа тематика и секој од своја работа, својата гледна точка ни достави одреден број на информации кои што се потребни за подоцнежна анализа. Од овој втори извештај, кој што го изработивме во рамките на проектот, во 2024-2025 година изработивме прв извештај. Ова е втори извештај за периодот од 2021 до 2025 година за сите 9 општини во југозападен плански регион. Она што можеме да го заклучиме од добиените резултати од направената анализа е дека во урбаните средини, особено во општините Охрид и Кичево, има зголемен број на случаеви пријавени за семејно, родово базирано и сексуално насилство. Од друга страна пак во некои рурални средини забележуваме многу низок процент на пријавеност на случаите или пак воопшто нема, што од друга страна го отвора прашањето дали во тие средини не се евидентирани случаи на насилство или пак постојат одредени пречки за да се пријави, како што е стравот за пријавување од страна на жртвите, понатака недоволната едукација.